Благодарам, почитуван председавач. Неспорна е поддршката, и тоа го кажа и колешката, почитуваната колешка. И аз би сакал исто така да се обидам да поднесам комисијски амандман. Во член 7 став 8 бројот 23 се заменува со бројот 29. Во продолжение на она што го кажа колешката, дека со овој амандман се предлага да се зголеми возраста за остварување на правото на младинскиот додаток, така да младинскиот додаток да се исплаќа до престанок на задолжително социјално осигурување по основ на вработување или само вработување, односно престанокот на задолжително социјално осигурување како индивидуален земјоделец, а најмногу до навршени 29 години на младото лице, а не како што до сега и во законот утврдено до 23 годишна возраст. Јас сум потполно свесен дека во овој предлог законско решение под поимот младо лице се подразбира лице до навршување на 23 години, меѓутоа и почитуваната колешка тоа го кажа дека поимот млади се подразбираат лице на возраст од 15 до 29 години. Исто така сакам со неколку збора да се осврнам, иако е претходно веќе кажано, дека неспорна е нашата поддршка, дека во предлог законското решение се спомнува економијата. За жал, живееме во држава која што е нотирано дека во моментот има исклучително слаба економија, најслаба во регионот. Се спомнува поддршка за бизнисот од сите релевантни фактори во државата кои што ја пратат постојано состојбата во економијата, оценето дека таа е недоволна, а се спомнати и активни мерки и програми за вработување. Во нашата држава, во Република Македонија, 90% се мали и микропредпријатија. И затоа од многу голема важност е поддршката која што државата треба константно да ја дода, да ја дели, за да можат тие предпријатија да обстанат и да продуцираат профитабилност како за себе, така и за вработените. Три моменти ќе издвојам покрај овој што го спомнав дека 90% се мали и микропредпријатија. Вториот момент е недостигот од работна сила, кој што е се поевидентен и се повеќе се чувствува. И третиот е потребата младите да останат, и за мене е тоа фактички еден вид признание дека во изминатите неколку години и покрај постојаната работа на PR службите дека се работи на активни мерки за помагање на вработувањето на младите лица, кај младите лица постои сега само една единствена желба после завршувањето на образованието, без разлика дали станува збор за средно или за високо образование, тоа е како поскоро да се напушти родната земја. И тука нема никаква политичка определба, ниту некоја верска, ниту национална. Свесни сме и треба да го прифатиме тој факт дека мора многу повеќе да им се даде на младите и да им се понуди. Ова е само еден, ќе видиме нели колешките и колегите како ќе се произнесат по овој амандман. Од податоците кои што ги имаме, во претходните 3 години искористеноста е некаде 3000 млади лица, односно се вкупно од 9000 и се некаде потрошени 120 милиони денари. Јас би сакал само уште на еден аспект да се осврнам, да во делот на тоа што значи маркетинг, односно запознавање на младите лица, тоа е истражување што беше направено во кое што 60% воопшто од младите не слушнале за ова законско решение, 10% се само добро запознаени, а некаде околу 30-33% имаат слушнато, е доволен показател дека во делот на политиките кои што значат младите да останат и да работат и да заработат во оваа држава, треба многу повеќе да се работи. Ви благодарам и оставам на колешките колегите да се произнесеме по ова.